Денеска во економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип се одржа свечено отварање на меѓународната стартап академија. Настанот ќе трае 3 дена, почнувајќи денес па до 25 април во сабота. На настанот учествуваат средношколци од Македонија и Бугарија, како и студенти од Универзитетот Гоце Делчев, кои, како што истакна професор Дарко Лазаров, ќе имаат можност за дебатирање и предлагање на нови бизнис идеи. Лазаров додава дека преку ваквите иницијативи младите добиваат можност да станат идни предприемачи и да ги реализираат своите идеи како реални стартап компании. Ова меѓународна стартап академија треба да им овозможи на студентите да слушнат нови концепти за предприемништво и иновации, нови концепти за бизнис, меѓутоа во исто време преку една интерактивна дискусија, дебата да презентираат своји бизнис идеи и тие бизнис идеи со поддршка од менторите кои што се вклучени во рамки на оваа програма да може да ги трансферираат во реални бизниси. Ова секако е во целосна согласно со стратегијата и мисијата на Универзитетот Гоце Делчев во контекст на интернационализацијата, бидејќи станува збор за меѓународна стартап академија во која што учествуваат студенти и средношколци од Македонија, меѓутоа и од Бугарија, но многу повеќе во насока на напорите на Универзитетот Гоце Делчев да изгради еден екосистем, една платформа во која што студентите нема само да стекнуваат модерни академски знаења и вештини кои што ќе бидат во насока на полесно вработување после нивното дипломирање на пазарот на трудот, меѓутоа многу повеќе ќе ги подготвиме нашите студенти да бидат идни бизнис лидери, да бидат успешни предприемачи и да бидат способни да креираат работни места и да основат стартап компании. Лазаров беше дециден дека постојат неколку активни програми кои ги поддржуваат младите до 29 години во формирање стартап компании, како дел од поширок екосистем што се развива од Универзитетот Гоце Делчев. Во рамките на оваа иницијатива се работи на отварање иновацијски центар во Штип во соработка со општината и со Стопанската комора на Македонија, каде квалитетните идеи ќе се представат преку инвеститори. Студентите со перспективни бизнис идеи ќе добијат поддршка и пристап до финансирање за нивна реализација. Има неколку програми кои што во моментот се активни и преку Агенцијата за вработување кои што поддржуваат формирање на стартап компанија од страна на млади лица до 29 години. Меѓутоа ние градиме еден поширок екосистем. Знаете дека неодамна ја почнавме иницијативата за формирање на иновацијски центар во Штип во соработка со општина Штип и Стопанската комора на Македонија, и тие квалитетни бизнис идеи ќе бидат презентирани пред потенцијални инвеститори. Секако сите студенти кои што имаат вредни идеи ќе добијат пристап до финансирање на своите бизнис идеи и отворање на стартап компании. Академијата ќе обединува вкупно околу 50 на млади кои што во овие 3 дена ќе работат на развој на бизнис идеи, на еволуација на бизнис идеите и настекнување на вештини за презентирање на тие бизнис идеи пред стручна жири комисија. Учесничката Ања Ситновска беше јасна дека е задоволна што е дел од надпреварот, нагласувајќи дека има можност да стекне нови знаења и развој на бизнис идеи. Таа посочи дека работата во тим и менторската поддршка помагаат во унапредување на предприемачките вештини. Особено ја истакна вредноста на меѓународниот карактер на настанот, кој овозможува размена на различни искуства. И многу сум среќна што сум дел од овој надпревар преценели за бизнис идеја. И овде се пријавив и сум среќна што сум изберена во мојот тим, бидејќи овде можеме да стекнеме многу нови знаења за тоа како да основаме свој бизнис и како да развиеме нашата бизнис идеја. Овде исто така стекнуваме многу нови пријателства и среќна сум што е интернационално, бидејќи разменуваме различни искуства. Преку знаење, менторство и меѓународна соработка, академијата е предвидена да создава нова генерација подготвени предприемачи. Како што истакна Лазаров, сите студенти кои што имаат вредни идеи ќе добијат пристап до финансирање на своите бизнис отварање стартап компании.